Петар Чурлиновски со младата екипа на боксерскиот клуб Пинк Пантер од Штип бележи големи резултати во Молдинската лига, но вели дека до неговото доаѓање во клубот немало доволно боксери, но со системска работа е зголемен бројот на боксери. Покана на нив ми понудија, прифатив и уште минатата година им кажав дека фактичката ситуација кога дојдов, гледав дека нема боксери, нема деца, нема млади со кои можам да почнам да работам, викам, ќе се потрудам и у тај дел да омасовеме, да зголемем бројката на членовите, од кои ќе произлезат боксери, а за да има членови, кога ќе веќе има членови, веќе треба у друг дел да се појавиш, треба да се појавиш во тренерската работа, у стручноста, за да од тие млади деца направиш боксери кои ќе бидат рамноправни противници на останатите кои клубови дека има боксери со претходно искуство. Пинк Пантер започна со многу млада генерација, но со правилна работа овие млади боксери се носат со предизвиците. Пинк Пантер почна со многу млада генерација у почетокот на оваа година, која веќе заминува, зедоа учество во Македонската лига, така да негде со завршетокот минатиот викенд го потврдивме третото место и со тоа во младинска конкуренција Пинк Пантер е трети. Клубот покри учеството на домашни надпреварување, се надпреварува и на меѓународни надпреварувања, каде исто така има големи резултати. Покри учеството во Македонската лига, Пинк Пантер тим како клуб настапуваше и на Балкан Опен. Балкан Опен лига е тоа, Така. кои учествуваат екипи од Србија, Румунија, Албанија и ние како Македонија. Ние како Македонија со 3 клуба учествуваме од почетокот на лигата. Тоа е Пелистерски јунаци, боксерскиот клуб Алекс Огњановски од Охрид и ние трети како Пинк Пантер. Така. Ние како клуб, оти посебно се бодираат како клубови, го стигнаме 4-то место. Интересот за боксот во Штип пополека се зголемува, а боксерскиот клуб Пинк Пантер со одлична работа го зголемува бројот на боксери кои со добра работа бележат големи резултати.